Дали Заев ќе се согласи Гоце Делчев да биде запишан како бугарин во замена за бугарска поддршка на евроинтегративниот пат, Македонија ќе мора да се откаже од својот национален херој, доколку не сака да добие вето од Бугарија. Вакви пораки секојдневно пристигнуваат од се повеќе бугарски политичари. Последен во низата кој го повтори овој став е европратеникот Андреј Ковачев. Тој го прашува Заев каква загуба би имала Македонија ако прифати дека Делчев бил бугарин. Не можам да разберам зошто мисли дека го прифатиме историската вистина за Гоце Делчев, дека тој се дефинирал како бугарин, тоа ќе биде загуба за нив, дека некако едната страна ќе ја загуби вистината. Ова е несватливо. Современиот македонски идентитет и државност не можат да се градат врз негирање на се што е бугарско, врз митологијата и лагите, наметнати за време на Тито. Ова е втор студент од Бугарија во краток период. Пред 2 дена тамошниот вице-премиер и министер за надворешни работи Красимир Каракачанов ни порача дека после промената на името и знамето на државата, сега ќе треба да промениме историјата за напредок кон Европската унија. Вие се согласихте да си сменете знамето, да си смените името. А со страната којато винаги е помагала на Македонија, смятате, че може да се действа некоректно. Од Бугарија повикувајќи се на договорот за добрососедство велат дека Македонија ќе мора да ревидира својата историја, а од Министерството за надворешни работи велат дека остануваат целосно посветени на неговата имплементација. За сите евентуални разлики по одредени прашања, договорот за пријателство, добрососедство и соработка е токму рамката за решавање на долготрајните билатерални разлики во толкувањето на историски прашања кои ги оптоваруваат односите помеѓу Македонија и Бугарија децении наназад. На неговата имплементација која е двострана обврска за двете држави, остануваме и натаму целосно посветени во добра волја. Македонија веќе стана позната по отстапки кон соседите, за да избегне вето од Грција на патот кон НАТО и Европската унија, беше променето името на државата, токму на картата на попустливост од македонска страна, сега и Бугарија бара задоволување на своите барања.